Божјото име со песната број 40. Бог е помеѓу нас сега и овој час, в радост да го прославиме. Искреност и верност во нас нека види Господар на сите сили. Запејте весело од срце и душа, радост нека блика. Од Божјото Слово ќе го прочитам Псалмот број 33. Радувајте се праведници во Господа, на праведните им личи да го прославуваат. Славете го Господа со харфа, величајте го на псалтир со 10 жици. Запејте му нова песна, со гласни извици, придружувајте ги складните свирки. Зашто Господовото Слово е право, и сите негови дела се вистина. Тој ги љуби правдата и правосудството, полна е земјата со Господовата милост. Господовото Слово ги создаде небесата, и здивот на неговата уста целото нивно воинство. Тој ја собира морската вода како во мев и ги става бездните во сокровиште. Нека се бои целата земја пред Господа, нека се бојат од Него сите жители на Вселената. Зашто Тој рече и се стана, нареди
и се утвърди. Господ ги осуетува намерите на народите, ги прави некорисни мислите на племинята. Господовиот наум останува до века и мислите на неговото срце от род до род. Блазе му на оној народ кому Господ е Бог, на народот што го избра за свое наследство. Господ наблюдува од небесата и ги гледа сите човечки синови. Од местото на своето живеалиште ги гледа сите жители на земјата. Тој им ги создаде срцата на сите и внимава на сите нивни дела. Многобројна војска не го спасува царот, голема сила не го спасува юнакот. Празна е надежта за спасение на конј, неговата јачина не избавува. Ете, Господовото око е над оние кои се бојат од него, над оние кои се надеваат на неговата милост, дека ќе ја спаси нивната душа од смрт и дека ќе ги храни во денови на глад. Нашата душа се надева на Господа, тој ни е помош и наш штит. Нашето срце се радува во него, ние се надеваме на неговото свето име. Нека Твојата милост, о Господи, биде над нас според тоа како се надеваме на Тебе. Се исправим и да се помолим. Татко наш небесен, доаѓаме во Твоето свето присуство, во името на Твојот возлюбен Син, нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Доаѓаме во Твоето присуство, Господи, со песна, доаѓаме читајќи псалми, да го славиме Твоето име, бидејќи Ти си свет Господ, Ти си достоен за слава, Ти си воздигнат над сите цареви, над сите царства, Ти си Господар над господарите и цар над царевите. И единствено, Господи, на Тебе Ти припаѓа почета, благодарноста, бидејќи од Тебе, Господи, е се, преку Твојата рака се е проткаено, створено, и ние денес имаме можноста да се радуваме на животот кој што, Господи, Ти ни го даваш. И не само на животот, туку и да се радуваме на вечноста, на вечниот живот, кој што Ти, Господи, ни го имаш дадено во името Исусово. И тоа е преголемо спасение за нас, Господи, спасение во кое што дури и ангелите сакат да вникнат. Но Ти тоа си го дал на нас, на човечкиот род, бидејќи ние сгрешивме и отпаднавме, Господи, од Тебе, од Твојата благодат и од Твоето присуство. Но Ти повторно не оставаш сами, Господи. Твојата благодат е голема, Господи, и повторно не повикуваш во заедништво со Тебе. Не оставаш сираци, туку ни го даваш Твојот свет дух да не води, да не исполнува, да не води кон целата вистина, Господи, кон правилното разбирање на Твојата волја, кон правилното познавање, Господи, на Тебе, а исто така и на нас самите, бидејќи Твојот свет дух не просведочува, Господи, и во нашите постапки, не просведочува и во нашите мисли, делува, Господи, во нашите срца. И тоа делува кога Твоето слово го слушаме, кога Твоето слово се проповеда, се чита, се разгласува преку сите средства што ни се на располагање, бидејќи Ти ги праќаш, Господи, Твоите слуги насекаде по лицето на земјата, Твојата црква насекаде е распостелена, Господи, насекаде има слово кое што се проповеда денеска. И дај таму каде што се проповеда, Господи, изли го Твојот благослов. Не заборавај, Господи, нашата земја, изли го Твојот благослов, Господи, врз нашиот народ. И тие што Те познаваат, Господи, но и тие што се далеко од Тебе, нека од Твоето присуство, од Твојот свет дух да дојде обнова, почнувајќи, Господи, од Твојот дом, бидејќи прво Ти сакаш да си имаш работа со Твоите, па после да ги испратиш таму каде што треба во светот. Дојдени сме, Господи, ово утро со искрени и со отворени срца,
Дојдени сме, Господи, како празни садови, испразнети од грижите, испразнети од се што не врзува, Господи, за да не ја слушнеме Твојата волја. Ние се тоа го ставаме на страна. Доаѓаме, Господи, за Ти да не наполниш повторно. Ти да не освежиш повторно, Господи, со Твоето свето присуство. Нашите срца, Господи, да ги исполниш со Твојот свет дух. Нашите мисли да преливаат, Господи, спрема Твојата волја. И се што мислиме, се што изговараме, и помислите на нашето срце нека бидат угодни пред Тебе, Господи. А често пати не е така, Господи. Гревот така брзо и така лесно ги пленува нашите срца. Затоа те молим и ово утро, прости ни, Татко, измири не, очисти не, Господи Исусе, преку Твојата света крв. Те молиме, Господи, за секој еден од нас кој што е дојден ово утро и тие што слушаат, сите браќи и сестри. Благослови на, Господи, се препуштаме на Твоето водство. Во името на Исус Христос Ти благодариме. Амин. Ќе го прославиме Бога со песната број 220. Исусе, Спасителе мој, кај себе засолни ме, кога бури се подигнат, гром и молни засветат. Soul.
Сите вас ве поздравувам ова неделно утро во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. За Негова слава сме повторно соберени во Неговото присуство, да бидеме заедница, да имаме заедништво како со нашиот Господ, така и со браќата и сестрите, да се охрабруваме еден со друг, да се молиме еден за друг, да го отвориме Светото Писмо, да се поучиме еден со друг. И во Писмото Божјо пишува, ако некој од вас има на срце нешто да каже, и таа можност не е исклучена, некој ако има некое искуство да сподели, некое сведоштво. Првата црква, барем така беше, а и така и продолжува, да биде слободно, секој има право нешто да каже. Тоа не е ограничено само дали на проповедникот, служителот, свештеникот, бидејќи во писмото, првото Петрово послание, пишува: вие сте избран род, вие сте царско свештенство. Некогаш кога не бевте народ, сега сте народ. И там апостол Петар цитира од Стариот Завет како Господ Бог го избра својот народ Израел преку таткото на верата Авраам и преку ветувањата на Авраам што му ги даде, дека од него ќе потекне голем народ, многоброен, како песочната плажа, како зрнцата песок, како звездите во небото, така ќе биде многобројно наследството на таткото на верата Авраам. И тоа наследство не застанува во Стариот Завет, тоа продолжува сега и во Новиот Завет, бидејќи самиот Господ Исус Христос ни вели: сите ние сме благословени преку Авраам, преку верата што тој имаше, бидејќи ветувањата се дадени преку него. И тоа ветување не беше само за еден народ. Во Стариот Завет, да, беше за израелскиот народ, но сега во Новиот Завет, без разлика од кој народ ние потекнуваме, дали сме од избраниот Божи народ или сме од незнабожечките народи, ние сега сите го имаме правото да бидеме посебен народ во Божите очи. Ние да бидеме царско свештенство, цареви и свештеници на нашиот Господ Бог. И Светото Писмо не прави разлика. Како во Стариот Завет, едно племе имаше специјално од Леви, кое што беше задолжено за службата во храмот Господов, и од таму се бира и свештеници, и левити кои што ќе служат постојано дењи и ноќа. Но апостол Павле за тоа пишува во своите писма: сега ние сме храмот на Светиот Божи Дух. И црквата ја споредува како една зграда, која што стои врз аголниот камен, кој што е самиот Господ Исус Христос, и на него целата зграда се потпира. Тука влегуваат и пророците сите како темели, кои што помогнаат да се основа, да дојде Божјата волја, да се основа Христовата црква. И сите верници, уште од основањето на црквата, па заедно и апостолите, па и до ден денес, сите имат посебно место во таа Божја црква, во тој Божји храм. И веќе не е тулата, нити гредата, што има значење, иако тоа е потребно, тоа е за нашите телесни потреби, но има значење повеќе духовноста, бидејќи сега и нашето тело учествува во Божиот храм. И ние сите сме членови на Христовата црква, на Христовото тело. И така Божјото Слово не ограничува, туку на секој еден од нас му го дава правото, и не само право, Божиот Дух ни дава посебни дарби, способности, ни го дава исто така и плодот, ни дава некакви служби, и секој си има некаква задача.
И секој може да придонесе спрема дарот што Господ му го има дадено. И има подеднаква важност. Дали е дар на чистење, дали е дар на администрирање, дали е дар на проповедање, на учителство, или на пророштво, или на исцеление, и тоа не е исклучено. Сето тоа е подеднакво важно, бидејќи Господ е тој кој што неизмерно ја дарува својата црква. И нема ограничување колку е голема или колку е мала заедницата, бидејќи Господ Исус вели и го дава своето ветување, каде што се двајца и тројца соберени во Моје име, минимумот е двајца. Таму сум и јас помеѓу нив. И тоа не означува луѓе двајца или тројца. Тоа оди уште по-минимално и каде што е и само еден. Зошто? Бидејќи Бог е тројство. Бидејќи во Божјото заедништво од секогаш постоела љубовта, од секогаш постоела комуникацијата, и тоа е тројството Божјо, кое што Светото Писмо ни го открива. И кога ние доаѓаме, дури да сме сами во скришната наша одаја, во скришната соба, или дури нашата молитва да не е откриена, туку тајно во срцето да искажеме, ние нашите молитви преку името Исусово ги искажуваме пред Отецот, во името на Синот тие молитви стигнуваат и се подпомогнати преку Светиот Дух. И веќе се четворица. И никогаш не сме сами во нашата вера и во нашиот од, во нашето следбеништо на Христос. Никогаш. Господ Исус рече, ако тргнете, ако ја исполнувате мојата волја, дојдете по целиот свет и да ги направите сите народи мои ученици, да ги направите сите народи царско свештенство. И еве што вели Христос? Тој го ветува Неговото свето присуство. И вели, еве, јас сум со вас во сите дни. Не во недела, сабота, вторник, среда или кој како разбрал или не разбрал доволно. Но светото Божјо присуство преку Неговиот Свет Дух кој што ни е даден во сите дни, се до свршетокот на светот. Но има некаков налог за Божјото присуство да биде со нас. Што беше налогот? Исус им рече на учениците, така, одејќи, дадена ми е сета власт над небото и на земјата. И тоа им го вели на денот на Христовото вознесение, после воскресението. Така, одејќи со тоа овластување кое што јас ви го давам, направете ги, бидејќи не можете сами од себе да направите ништо. Искупувајте ги другите, насочувајте ги кон Евангелието, насочувајте ги кон спасението на нивните души. И еве Господ Бог ни го даде Неговото спасение, и тоа не е ограничено на еден народ, на еден човек или некакви избрани, некакви луѓе од некаков посебен народ или најгрешен народ, најгрешни луѓе и така натаму. Не. Туку налогот е исправен пред целото човештво. И Божјото Слово не ограничува. Иако ние сега имаме ограничување да патуваме со визи, со пасоши и треба да се приложи на границите и се тоа е во ред. Но за Божјото Слово нема апсолутно никакво ограничување. Каде се отворени вратите во овој свет, таму можеме да го споделуваме и да сведочиме за Божјото Слово. А што е сведоштвото? Сведоштвото Евангелието е тоа дека Бог стана човек. Човекот го напушти Бога. Но еве Бог дојде на земјата, го најде човекот, не најде нас во нашата отпадната состојба, во нашата грешна состојба, во нашата немоќ, во нашата слабост. Бог не најде и тој стана човек. И со ништо друго не се разликуваше, освен што беше од нас различен во гревот, и тој не направи грев и ја исполни целата Божја правда. Тоа што ни беше дадено на нас да го живееме и да бидеме правени, да бидеме во заедница со нашиот Отец и со нашиот Создател.
Тоа Господ Исус Христос го направи во телото. И не само што го направи, Тој го зеде и нашето отпадништво. Таму не најде кај што сме скриени, кај што сме изгубени, заглавени во гревот и не знаеме на каде да се свртиме, може би пропаднато семејство, пропаднат живот и во што или уште некакви проблеми сме западнале. Во таа една ситуација безпомошна, таму Господ не бара. Зошто? Бидејќи рече, не дојдов да ги барам здравите, туку дојдов да го барам тоа што е изгубено, тоа што е слепо, тоа што е болно. И Господ Исус, кога ние дозволуваме, Тој нас не наоѓа. Тој доаѓа во нашиот живот, Тој доаѓа во нашето срце кога ние го примаме Него. И таа беше Христовата мисија и до ден денес, како што читаме во Евангелијата, нема ништо различно. И до ден денес Христовата волја е иста. Пееме ние имаме една добро позната песна: Исте вчера, денес и во веки. Господ Исус Христос не се менува. И Тој нас не сега праќа. Ако ние сме ја примиле радосната вест, Тој нас не испраќа сега во овој свет кој што е отпаднат. И му треба спасение. И светот не знае кон каде оди. И се повеќе заглавува и ќе заглавува во злото. Но Господ ја подига својата црква да биде како светлина во овој свет, за да може луѓето што? Да се обраќаат од своите гревови и да се обраќаат за спасение на Господ. На секој еден од нас тоа му треба и никој од нас не е исклучен. Во Прво Петрово послание, еден стих ќе прочитам, 4 глава, 12 стих. Возлюбени мои, пишува апостол Петар, не чудете се на огненото испитување што се појави меѓу вас, за да ве искуша, како да ви се случува нешто необично. Туку радувајте се дека соучествувате во Христовите страдања, за да можете да се радувате и да се веселите при откровението на Неговата слава. Петар зборува за некакво соучесниство. Учесник да бидеш во нешто. Ние уште од мали, знаете, може да бидеме учесници во некакви надпревари, во некакви школски надпревари што ги има, во спортски клубови некакви, на музичко фестивали или било што друго. Кога си учесник, ти имаш право да учествуваш, ти имаш право да се надпреваруваш, ти имаш право на некаква опрема, ако те следува, имаш право на обука, имаш право на се, за да бидеш стварно учесник и дел од тој настан или од таа манифестација која што се организира под различно име и покровителство. Во се може да бидеме денес учесници, но еве апостол Петар овде ни зборува за едно многу поголемо учество. И ни вели, не се противете на злото, туку подобро, ако е заради Христовото име, не да страдате заради вашиот греф, тоа не е добро. Но ако страдате заради Христовото име, не противете се на тоа, како што Исус Христос му се предаде на оној кој што суди праведно. Така апостол Петар ги повикува верниците во тој прв век, во првата црква, и тие така да се смират пред силната Божја рака. Зошто? Бидејќи на таков начин ќе бидеме соучесници во Христовите страдања. И тука не завршува. Не сме само соучесници во Неговото страдање, туку потоа стануваме, имаме право да бидеме учесници и во Неговата слава, која што ќе ни биде откриена. Ова писмо, според некои толкувачи, е пишено 64-та година од новата ера, кога Петар се наоѓа во Рим, во градот Рим. На крајот има поздрав, ве поздравува црквата од Вавилон, а знаеме дека во тој период Вавилон не постои
Има едно друго место кај реката Нил. Тоа воопшто не е ни познато за Петар таму да се наоѓа, туку Вавилон се мисли во библиски термини како градот отпаднат, градот кој што блудствува. И во еден таков воен град, воен главен град на денот, на целиот свет, таму Господ Исус Христос ја има поставено својата црква. И таму и Петар оди. И оттаму го праќат тоа писмо. А причината била, бидејќи на 19 јули 64 година избулнал многу силен пожар во градот Рим. Под управителство на Нерон, немало кој да обвинат, бидејќи тој играл некакви играчки со својата власт. И историчари потврдуваат дека тој намерно го има подметнато пожарот, но да се извлече од одговорноста, ги обвинил христијаните, бидејќи на нив можел да дигне рака, не на своите управители, не на тие што го раководаат народот, не на некакви религиозни главатари. Во Рим имаше плејада на религии и сите религии светски познати има место во една зграда која што се вика Пантеон. И таму секоја религија која што беше овластена од Римската империја имаше свое место и свој символ. И секој можеше да уплати и да го стави. Единствено христијаните не го ставија Господ Исус Христос таму. Зошто? Бидејќи единствено тие сведочија дека нема друго име дадено под небото по кое што човечкиот род може да се спаси. И тие веднаш ги бодеа очите на римските власти. Тие не го ставија Христос да биде заедно со другите религиозни војски. Зошто? Бидејќи беа сведоци на неговото воскресение. И Петар самиот вели, јас бех сведок на Христовите страдања. И не само на Христовите страдања, во писмото понатаму вели, ние бевме сведоци заедно со Јован и уште еден ученик, на гората на преобразувањето, на трансфигурацијата Христова, кога тој им покаже дел од својата слава и вели, ние не следевме лукаво измислени бајки и да ви зборуваме дека тоа е некаква магија. Туку ние бевме очевидци, тројца, не еден. За судот се доволни двајца сведоци. Но еве овде се тројца. И се појави Илија како представник на пророците. И се појави Мојсе како представник на законот. И разговараа со Господ Исус Христос како представник на новиот завет сега. И тие самите се исплашија од таа појава, од таа трансфигурација, од тоа преображение Христово. И Петар затоа пишува, ние не следавме лукаво измислени бајки, бевме сведоци, знаевме што видовме. И не само преобразувањето, туку тој е сведок и на Господовото воскресение. И не само на воскресението, Петар е сведок и на Господовото вознесение, кога пред нив се вознесе и седна од десната страна на Бога Отецот. И не само тоа, туку Петар беше сведок и на Духовден, денот кога Господ го излија својот свет дух. И Петар стана храбро во тој ден и им објасни на сите израелци кои што беа дојдени од лицето на целата земја да го прослават празникот на првите плодови. И им објасни, почнувајќи од Стариот Завет, од ветувањето од пророците, дека ова сега што го гледат, ова е сега новата ера, ова е сега новиот завет. Избовнувајќи тој пожар во 64-та година, Неро ги обвинил христијаните и започнале грозоморни мачења. Ги фаќале, ги убивале. Имале арени каде што гладијаторите се бореле, им ставале кожи од зверови и ги пуштале на 4 нозе, пуштале кучиња да ги ловат. Ги убивале преку борба со лавови, ги пуштале во арените.
И не само тоа, ги раснувале како што и Господ Исус Христос беше раснат. И пишуват историчарите во една таква своја прослава која што Нерон ја организирал за своите службеници, за своите пријатели. Тој организирал скара во неговиот дворец и бидејќи било навечер, за да го осветли дворецот, тој поставил крстови, колови, таму ги закачил христијаните, ги намачкал со маст и ги запалил за да бидат светлина за нивната прослава. И тој грозоморен чин, тогаш на брзина се проширила информацијата на секаде низ Римската империја. И страв завладеел кај сите, бидејќи виделе што ги очекува. И во тој еден момент Петар го пишува ова писмо. И вели, ги храбри христијаните низ целата Римска империја, бидејќи е пратено до повеќе региони, до распрснатите верници. И вели, не противете се на злото. Подобро да страдате заради Христовото име, отколку да страдате заради вашиот греф. И ако страдате, ако се допуштите, вие станувате соучесници на Христовите страдања. Петар пишува во посланието: еве и мене крајот ми е дојден, како што Господ Исус ме извести за тоа, дека наскоро јас ќе го напуштам својот шатор и своето тело. Господ ги известува своите чеда за било какви ситуации, за воиднината што ќе се случува. И тоа го гледаме во Евангелието од Јован, во последната глава, кога Господ Исус го праша на Петар: дали ме љубиш? И тој рече: да, Господи, 3 пати, одговори: да, Господи, те сакам. И тој уште тогаш му навести со каква смрт тој ќе го прослави Бога. Кога беше млад, му вели Христос на Петар: ти одеше каде што сакаш, не можеше да бидеш зауздан. Но кога ќе остариш, друг ќе те заузда. Друг ќе го подигне твојот живот. Кога го фатиле Петар, тој рекол: некако мојот Господ, туку раснете ме наопаку со главата надолу. Зошто? Бидејќи не сум достоен јас да бидам исправен како што мојот Господ беше исправен. Дали е сега ово истиот Петар кој што се откажа на пеењето на петлот? Не. Што имаше различно? Ја имаше Божјата сила, го имаше Светиот Дух. И тоа не е можно човекот сам од себе да го каже, ако не е подпомогнат, ако не е изедначен, ако не е исполнет со Божјата волја и со Божиот Свети Дух. И откажувањето на Петар од Господ се случува на огниште, кога луѓето се соберени да се топлат. И прашањето на Исус: дали ме љубиш, Петри, тоа се случува на огниште. И интересно е дека во Новиот Завет има само 2 такви случаеви на отворено огниште, каде што луѓето се соберени да се топлат. И тоа и двата случаеви се поврзани со Петар. Првиот оган е кога го прашуваат Петар, од радозналост отиде таму, а неговиот Господ беше веќе фатен. И го прашуваат: нели си ти од нив? И тој рече, 3 пати се откажа: не, јас тој човек не го познавам. А огнот таму беше и се греа, и тој се грееше на огнот. После Христос, после воскресението, на езерото, кога Христос зеде риби и леп, и повторно Петар седна до Исус, и повторно се на оганот. Може би на Петар му дојдоа мислите, но сега беше денот, сега беше друго
огнено испитување. Сега тоа е огнот на љубовта. Не е веќе огнот на откажувањето. Ме сакаш ли, Петар? 2-3 пати го прашува. Да, Господи, ти знаеш се. Ти знаеш дека те сакам. И веќе тој не криеше ништо. Тој си го отвори срцето пред Исус, кој така знаеше што има во неговото срце. Не чудете се што ве најде огнено испитување. И не само за тие две огништа кои што Петар ги имаше како мемуар во својот живот, како спомен во својот живот, туку и огнот на страдањето, на прогонството кое што ги снајде христијаните во тогашната Римска империја. Не чудете се на тие огнени испитувања, за да ве искуша. И христијанскиот живот е поврзан со многу искушенија, со многу испити. Но Божјото Слово е многу јасно и вели: не мислете дека Бог вас ве искушува. Тој никого не искушува. Бог може само да ја испитува нашата вера и нашата посветеност пред Него. Како што допушти и на страдалецот Јов, на праведниот Јов, Господ Бог допушти тој да биде искушан. Допушти да помине низ испит. Секого го искушува неговата поход, неговата отпаднатост, телото, светот во кој што живееме, кој што е спротивен на Божјата волја. И го испитува, го искушува исто така и лукавиот. И знаеме кои се тактиките кои што лукавиот ги користи. Тоа ни е откриено при искушението Христово во Евангелието од Матеј 4 глава, од 1 до 11 стих. После крштението во реката Јордан и после слегувањето на Светиот Дух врз Исус, тој отиде во јудејската пустиња и таму беше на пост. И Духот Божи го однесе Исус таму за да биде искушан не од Бога, за да биде искушан од сатаната. А Бог го стави на тест. И најпосле огладне, после 40 дена на постење, најпосле огладне и дојде искушувачот и му понуди. Прво удри на идентитетот, на неговата суштина, на неговото битие. Ако си Божи син, речи на овие камења да станат лебови, за да може да се нахраниш. Едно нешто е јасно во Божјото Слово: кога ние преминуваме од царството на темнината во царството на светлината, во Божјото царство, кога ние се покајуваме за нашиот греф и кога Божјиот Свети Дух не исполнува, кога имаме сведоштвото дека ние сме поверували и сме постанале Божи деца, Божјо дете, многу брзо потоа доаѓа искушувачот: дали ти си стварно Божјо дете? Ако подклекнеме на тоа искушение, нашиот живот се претвара во пекол. Стварно ли така Бог рекол? Стварно ли има спасение? Стварно ли е тоа што ти се случи тебе? Тоа е само некаков ефект во твоите мисли. Си нашол некаква утеха, но дали стварно си Божјо дете? Дали стварно имаш поверувано? Таму удри лукавиот и му рече на Христос: ако си ти навистина Божи син. Додека, ако го немаме прифатено Христос во нашиот живот, ако се немаме обратено кон Него за спасение, тоа искушение го немаме ние во животот. Зошто? Бидејќи не сме Божи деца. Во тој случај имаме нешто друго. Ако почнеме да го бараме Исус, тогаш Божиот Дух доаѓа и милостиво не просведочува за нашата отпадната состојба. И тој не враќа кај Него. Тој не просведочува: ти си изгубено дете.
но те сакам повторно кај мене и во моето царство. И тоа е разликата кога Божиот дух просведочува и разликата кога лукавиот искушува. Удира во нашата суштина, во нашето битие, и тука ако успее да се пробие, битката веќе е изгубена. Но Господ Исус не се откажува од своите деца и вели, ако речеме дека немаме грев во Јовановото послание, ние се лажиме самите себе си. Но што? Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни опрости и да не очисти од секоја неправда. Зошто? Бидејќи крвта на Неговиот Син, Господ Исус Христос, не очистува од секој грев. Не од некој. Не од мал, не од голем. Туку од секој грев кој што Божиот Свети Дух го има просведочено во нашето срце. Спасението и нашиот излез е да се обратиме кон Христос и кон Неговата света крв, кој што и ово утро ги очистува нашите срца. И не дозволувај лукавиот да игра со твоите мисли, да удира на твојот идентитет како Божјо дете. Ако таму допуштиш, ја губиш битката и животот ти го претвара во пекол. Дај од тоа што е материјата, дај нешто да произведеме и од камењата да направиме леп. А Христос му одговара, пишано е, секогаш насочуваше кон Светото Писмо. Човекот не ќе живее само од леп, туку од секој збор што доаѓа од устата на Бога. И ние денес имаме многу материјални потреби, и луѓе сме и од облека, и од храна, и од дом. Но не е тоа првичното нешто во нашиот живот и не треба тие работи да не оптеретуваат. Секако тоа треба да се трудиме и да работиме и да ствараме. Тоа не го исклучува Божјото Слово. Но и да има таков случај кога ќе дојдеме во немаштија или во потреба која што ја сакама не е исполнета, и тогаш доаѓа искушението. Од камењата направи лебови, нахрани се. Христос му врати со писмото. Но и лукавиот го користи повторно писмото и вели, сега го однесе на крилото на храмот и му вели, скокни од овде, зашто е напишано дека ангелите ќе те чуват да не си ја сопнеш ногата на камен и да паднеш. Толкувањето кое што го користиме, кога ние го читаме Светото Писмо, доаѓа преку Светиот Божи Дух, бидејќи Христос не потпадна по таа тактика на лукавиот, иако Светото Писмо беше цитирано и од лукавиот. Но разликата е во тоа што Светиот Дух не води во целата вистина и го раздвојува тоа што е телесното од тоа што е духовното. Тоа што е демонско, тоа што е земно, тоа што е светско, тоа што е поминливо. Светиот Дух ја прави таа разлика во нашите срца и во нашите мисли. Ние сме охрабрени од Јаков, вели, ако некому му не достига мудрост, точно во такви едни ситуации, кога имаме толкување на писмото, ако некому не достига мудрост, нека ја бара слободно од Бога и тој ќе му даде и нема да се забави. Мудрост во одлуки, во постапки, се што ни треба за да служиме во Божјото дело. Таа мудрост ни треба. Не е исклучена и мудроста во управувањето на нашите домови и така натаму. Но пред се мудроста во служителството во Божјото царство. И што му рече Исус? Пишено, не искушувај го Господа твојот Бог. Бог не искушува, но можеме ние со нашите постапки ние да го искушуваме Господ.
И повторно го однесе на една висока гора. И тоа Светото Писмо со тоа носење, прво е во јудејската пустиња. Мислите ли дека тоа физички станало? Не, во духовниот свет има едни димензии кои што не се за нас познати за физичкиот свет во кој што ние живееме. И во духовните места може да има таква телепортација, ќе речеме со денешните модерни зборови. Од едно место веднаш да се најде на друго, на крилото на храмот, од таму веднаш да се најде на една висока планина. И го однесе лукавиот таму Христос и му рече: види ги сите царства на овој свет. Тие се во моја рака и ако паднеш и ми се поклониш, сето тоа ќе ти го дадам на тебе. Тоа преминување од едно на друго место и така натаму, така е створен невидливиот свет, кој што не е видлив за нашите човечки очи, но некојаш Бог преку Писмото ни открива како тој свет функционира. Ние мислиме денес дека во последните 15 на 20 години, кога излегува телефоните, мобилната телефонија, во било кој момент може да се поврзеш со било која точка на светот, преку телевизијата, сега и интернетот, може да се поврзиме, да бидеме онлайн присутни на било која точка, во било кое време на овој свет, но тоа не е нешто ново. Божјото Слово ни открива, и еве сега случајот со испитувањето Христово, тој се најде од едно па на друго место и му ги откри, мислиме дека тоа е бајка, не. Реално е Божјото Слово. И таму му ги покажа сите царства на светот. И Христос што му одговори? Го изгони: бегај од мене, Сатано. Само на твојот Господ Бог ќе му се поклонуваш и само нему ќе му служиш. Полесно ќе беше за Христос да го прифати тоа, бидејќи крстот не беше присутен на патот на лукавиот. Но тогаш судбината на целиот свет и судбината на нашите души вечно ќе беше запечатена. Сведоци сме во последните неколку дена како се водат преговори помеѓу најголемите светски сили за сопирање на војната помеѓу Русија и Украина. И американскиот народ, и тој е уклучен како велика голема сила. Има разни препукувања, едните на таа страна, другите на таа и така натаму. И сведоци сме можеби на едни најголеми преговори што моментално се случуваат за запирање на Третата светска војна, иако можеби и тоа е веќе касно. Имало и многу други преговори, мировни пактови и така натаму низ историјата, империи војували и војни и така натаму, но нема ништо поголемо од борбата во јудејската пустиња. Зошто? Бидејќи тогаш Божиот Син се бореше против лукавиот и од тогаш не завише се само судбината на еден народ или на два народа. Тогаш зависеше судбината на целото човештво. Дали ќе допушти Христос човештвото да попадне под власта на лукавиот и така сите да загинеме без спасение и без можност за обнова на нашиот облик, да го вратиме Божјото обличе во нашиот живот, или Христос ќе се избори и ќе го изгони лукавиот, за да можеме ние повторно да се вратиме во Божјото присуство и сите ние да бидеме царско свештенство и царски свештеници и цареви. Некој проповедник завршил 1-2 години во теолошко образование и веднаш излегол со група да види на терен како се случува, како се проповеда Божјото Евангелие, како се евангелизира, со разни шатори, одење од град до град и така натаму низ Англија. Имале многу голем резултат екипата која што биле, бидејќи биле помеѓу обичниот народ, излегле на улиците, таму кај што луѓето имаат потреба, по затвори, таму кај што се труди, кај што работат.
И почнале некои од религиозните водачи да им спорат и да му велат, па ти немаш завршено комплетно теолошко образование. Ти немаш во суштина нити ординација, ти не си ординиран како проповедник. И тој им одговорил, да, јас не сум ординиран од педикираните раце. Туку мене ме ординира прободените раце. Реалноста на која што и Петар не повикува, бидете учесници во Христовите страдања. Денешната религија што ја гледаме, тоа не е реално. Тоа не допира до животите на луѓето. Тоа е нашминкана религија. Си има своји поданици, си има своји платеници. Но кога дозволуваме ние да бидеме допрени од прободените раце Христови, тогаш нашиот живот доаѓа во една нова реалност за Христовото страдање, доаѓа во една реалност за Неговата љубов пожртвувана, која што Христос ја има за секој еден од нас. Не педикирани раце да бараме, нема допир, туку допирот на прободените раце, кои што беа прободени и за тебе. И светата крв Христова течеше и за тебе. Во 1 Петар 5:10 завршуваме со стихот: а Бог на секоја благодат, кој ве повикал во Христа Исуса за својата вечна слава, по вашето кратко страдање, сам ќе ве усоврши, зацврсти, зајакне и ќе ве направи непоколебливи. Нему слава и власт во векови на вековите. Амин. Да се исправиме, да се помолиме. Господи Боже, на Тебе слава и власт во сите векови, бидејќи Господи, Ти си тој кој што допушташ да поминеме низ разни испити, па ако треба, Господи, ние не знаеме што има во нашиот живот во иднината, па ако треба и ни страдања, поголеми, помали, но Твоето Слово, Господи, и ово утро не охрабрува, кога ние стануваме учесници во Твоите страдања, Христе, ние ќе станеме учесници и во Твојата слава, која што тек треба да ни се открие. Слава на Тебе, Господи, за Твоите страдања, што беа за нас самите, спрема Твојата голема љубов, со која што Ти не имаш возлюбено. Амин. Ќе испееме сега песната број 154. Лице в лице ќе го сретнам Исус Христос на небо. Лице в лице ќе го сретнам
ясно го гледам, како преку завеса. Много чекам денот блажен, да го видам прославен. Лицето му ќе го гледам, каму горе в небото. Ќе го гледам славата му, ќе го гледам во лице. Штом ќе престанат скрботи, смртта штом ќе исчезне, ниту неправди ќе има, јас ќе сум во вечноста. Лицето му ќе го гледам, таму горе в небото. Ќе го гледам славата му, ќе го гледам во лице. Лице в лице како момент, средба со Спасителот. Тој што бескрајно ме љуби, со крв што ме откупи. Лицето му ќе го гледам, каму горе в небото. Ќе го гледам славата му, ќе го гледам во лице. Децата се сега наред. Да живеете достойно за Бога, кој ве повикува во своето царство и слава. Прво Солуњаните 2:12. Браво. Наредната богослужба останува во недела во 10 часот. Ако нема други информации некој, нема, може да се исправиме и ќе завршиме со песната број 1. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедницата на Светиот Дух нека бидат и останат со сите вас сега и во сите векови. Амин.